Студентите кои се школуваат на државните универзитети во Македонија и годинава ќе можат да конкурираат за добивање стипендии што ги доделува општина Кочани. При тоа износот е зголемен во споредба со лани. Наместо 2500, тие во наредните 9 месеци ќе добиваат по 3000 денари месечно, за што одлука донесе и Советот на општината на последната седница. Вообичаен огласот за пријавување на заинтересирани студенти за стипендија се објавуваше кон крајот на октомври, но токму усвојувањето на одлуката за покачување на износот за кратко го пролонгираше повикот за оваа година. Со новиот конкурс би требало на 25 студенти да им се овозможи да добијат финансиска поддршка. На седницата на Советот имаше размислувања сумата што општината ќе им ја додели на студентите да биде и нешто повисока. Бидејќи информациите дека државната стипендија е минимум од 3300 денари па нагоре, мислам дека ние треба општинската да биде на минималното државно ниво, како не би се откажувале студентите кои што се жители на нашиот град во полза на онаа другата стипендија. Мислам разликата не е голема. Советниците изразија задоволство што се прави рамномерна распределба на стипендиите во однос на различните струки, но и според различната етничка и друга припадност на кандидатите. Сите стипендии кои се планирани од општина Кочани ќе бидат доделени. Тоа ни беше посочено дека досега имало случаеви кога не биле до крај доделени стипендиите, така да се прави јасна дистинкција помеѓу дефицитарни кадри, стипендии на социјални случаеви, да, па тука беше опфатена и категорија ми се чини и на роми студенти, така да навистина ова е за пофалба и се надевам дека ќе најде на добар прием кај граѓаните, кај студентите. Членовите на Советот на општина Кочани излегоа со ставот и е потребно посебно да се води сметка за студентите од дефицитарните струки и можноста по завршувањето на школувањето тие да се задржат овде. Ние како општина се соочуваме со дефицит на медицински кадри, да биде ставен како посебен критериум во кој што посебни стипендии ќе се одвојуваат за лица кои што, тоест за студенти кои што ги изучуваат овие медицинските науки. Како иднина треба да се размислува, а да се вклучат уште од прва година, бидејќи за да ги поттикнете вие, за да ги поттикнете да се запишат, значи треба нели поволноста да се понуди, бидејќи овие стипендии се од втора година. Мора да има некое решение, да се изнајде соодветно решение, дали со задолжување за враќање на крај на средствата ако има прекин или не знам како, со цел да допринесеме во стимулацијата на запишување на овие факултети. Позитивни оценки за правилникот за распределба на стипендиите имаше и во врска со решението парите што нема да се потрошат да останат за истата намена. Бидејќи се зголемуваат трошоците за живот, исто така треба да се зголемува и прагот на оваа стипендија. Исто така убаво е што во правилникот е предвидено дека доколку некој што е корисник од оваа стипендија се откаже, истата ќе се пренамени, односно парите нема да останат во општина Кочани, туку рационално ќе се искористат за да се наменат на друг стипендист. Постигнатиот консензус меѓу советниците отистанува збор за добро изработен правилник за доделување на стипендиите, придонесе тој да биде едногласно усвоен. Се очекува деновиве да биде објавен и конкурсот за стипендирање, пошто кандидатите ќе можат документите и пријавите да ги поднесат во едношалтерската канцеларија или по пошта на адреса на општина Кочани.